Деновива Скопје пулсира во духот на Европскиот младински олимписки фестивал. Деталите утре ги дознаваме од Даниел Димевски, председател на Македонскиот олимписки комитет. Добро утро, како сте? Добро утро, многу ми е драго што овој ден ќе се обидеме да ја доловиме таа волшебна атмосфера од Младинскиот олимписки фестивал. Да се вклучиме, зборувавме дека Скопје деновиве е обоено во убави спортски бои. Беше ли предизвик да се организира овој голем спортски настан? Ова се уште огромен предизвик, бидејќи навистина бројките кои што кажуваат дека повеќе од 5000 луѓе, спортисти, тренери, суди и делегати се во Скопје. Самата бројка кажува се. Мисламе прекрасна гледката која ќе видите во центарот на градот. Спортисти во сите бои, многу нивни родители, семејства кои што дошле да ги бодрат и една навистина убава гледка, но предизвикот е навистина врвен. Верувам дека има и предности и недостатоци. Недостасуваше ли нешто да биде можеби повеќе, подобро или како сме веќе трет ден како сме организатори на овој голем спортски настан? Па секогаш може и повеќе и подобро, меѓутоа досегашните оценки од сите недвојбени се дека се тече во најдобар ред, дека навистина Скопје се представува во одлично светло. Она што во моментов е најголем проблем е нашата скопска жега, овие пеколно топли температури за кои што повеќето од луѓето од Европа кои што доаѓаат од северните земји се навистина превисоки. Се обидуваме да најдеме некои иновативни, алтернативни решенија како да се разладиме. Некои од спортските сали немаат клими и тоа се обидуваме некако да го решиме. Секој ден има нешто ново, меѓутоа се надевам дека тој позитивен дух ќе надвладе и сите ќе уживаме во овој спектакл. Да, ама ќе се навикнат тие како и ние скопјаните тука во Скопје. Каква беше соработката со институциите, со Министерството за спорт? Многу солидна, значи сите си ја презедоа својата улога, сватија дека ова е навистина еден огромен настан. Имаме солидна соработка со Министерството за спорт, со општините. Нормално Скопје е град кој што има многу предизвици во моментов, се обидуваме тие да ги надминеме. Секако тоа воопшто не е мала работа, бидејќи знаете, Рим не е изграден за 3 дена, ниту пак Скопје може да се среди за 3 дена. Тоа е невозможно, меѓутоа сето она што може да биде направено се прави во моментот. Ова беше голем предизвик лично и за вас и го остваривте. И навистина сме сите среќни затоа што сме дел од овој убав настан. Што ќе значи за младите, за идните спортисти, за големите спортски имиња, спортска едукација за младите? Па токму за нив ќе остане најголемиот бенефит, бидејќи повеќе од 200 дечиња ќе бидат олимпици, ќе го добијат тој статус, ќе осетат таа олимписка магија, ќе се надпреваруваат со најдобрите и сите нивни семејства ќе ги сочуваат овие мемории за целиот нивен живот. Секако спортскиот дел е многу важен, бидејќи тие ќе може да напреднат, надпреварувајќи се со најдобрите, вие можете да растете како спортисти и тоа е можеби единствениот начин како сакаме ние да пораснеме како спортска нација и да очекуваме врвни спортски резултати. Тоа е една од главните мотиви и токму за добивање на оваа организација. Се надеваме дека овој олимписки дух ќе не држи уште многу долго и се надеваме на уште вакви големи настани во нашата држава. Апсолутно се согласувам со вас. Ова е една заоставштина, една буквално ќе го искористам зборот легаси, бидејќи навистина Скопје со години и години натаму ќе се потсетува на овој настан, а впрочем ќе останат и многу бенефити, не само комерцијални за сите луѓе кои што се во градот, од ресторани, продавници, сето останато, меѓутоа секако сериозни подобрувања во спортската инфраструктура која што е неопходна за врвни спортски резултати во блиска и подалечна иднина. Благодарам уште еднаш на одвоеното време. Посакувам многу спортски успеси се разбира за нашата земја и за сите кои што се дел од овој голем спортски настан. Благодарам и на вас за одвоеното време. Ќе го искористам еден вистински спортски апел да сите наши сограѓани дојдат да ги бодрат нашите спортисти, бидејќи тоа е неопходно, е многу важно и за нив ќе биде едно прекрасно искуство. Затоа дојдете и бодрете ја македонската репрезентација. Благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас. Студио е, како што спомени председателот, да бидеме сите дел од овој голем спортски настан, затоа што навистина Македонија и Скопје има со што да се горде.